Почитувана јавност, почитувани медиуми, овој прес денеска Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија го свикува по повод нашиот амандман кој што го поднесовме во Собранието на Република Македонија преку пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ. А тоа е амандман со кој што бараме не само работниците од јавниот сектор да добијат поголема плата, туку и работниците во приватниот или реалниот сектор да добијат финансиска подршка. Зашто го поднесуваме овој амандман? Затоа што кога се носеше минималната плата, слушавме дека ќе се покачат платите на сите работници во државата скалесно, но очигледно дека тоа скалесто, тогава што кажавме многу пати, во предлогот на Законот за минимална плата од влада до собрание се изгуби, така да работниците останаа со кратки рака. Многу пати во последната година, од причина што ја изгубивме довербата во институциите и во владата, имаме обраќано со писма до пратениците во нашето собрание. Си имаме обраќано за Законот за минимална плата, си имаме обраќано за почитување на тој закон, за усогласување на платите, но и за усогласување на платите на сите работници во државата. Секако нашата долгогодишна борба каде што ние многу пати во минатото низ протести и негодувања прес конференции изразивме заложба за почитување на Законот за минимална плата и за почитување на фамозниот член 8, каде што пишува дека платите треба да се усогласат во рок од 6 месеци. Побаравме државата како најдобар, како најголем работодавач во јавниот сектор да даде целосна подршка. Но очигледно дека владата го има забораено нејзината обврска согласно законите. Ние даваме подршка и на Сојузот на синдикати на Македонија да истрајат во нивната борба, затоа што кажавме многу пати дека и ние во минатото 4 години бараме овој закон да се почитува. И именно дававме целосна подршка преку институциите на меѓународниот фактор, а тоа е преку Европската и Светската конфедерација, каде што се само доби целосна подршка. Нашиот амандман е сите работници во приватниот сектор, од причина што имаме огромна инфлација, двоцифрена инфлација, од причина што имаме енергетска криза, економска криза, каде што очекуваме и струјата да биде покачена. Бараме овие работници да можат да ги преживеат овие месеци и да се спремат за тешката зима која ще следи, како што вика владата, и тоа за сите вработени кои имаат нето плата од 18.000 до 21.000 да добијат парична надокнада од 3 месеци по 3.000 денари и за сите вработени од 21.000 до 24.000 да добијат по 3 месеци по 2.000 денари. Овој амандман, иако беше ова наше барање, иако беше испратено до сите пратеници во собранието, само пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ се огласи на нашето барање, го поднесе во наше име. И од тука ја користиме оваа можност да ги повикаме сите пратеници и сите пратенички групи да пристапат, да се охрабрат и да дадат подршка на овој амандман. Во спротивно, како што кажавме многу пати, сите пратеници, како што го одбија оној амандман за 2806 денари, ако го одбијат и овој амандман или не се разгледува во матичната комисија, ќе ги сметаме за непријатели на работниците. Во случај да не биде разгледуван овој амандман на Комисијата за буџет и финансирање, денес остваривме уште една средба со пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ по наше барање. Се обративме во петокот до сите пратенички групи, до сите пратеници во собранието. Повторно се одважија само таа пратеничка група. Добивме покана и добивме уверување дека истиот амандман ќе биде поднесен комисиски на последниот ден и да биде разгледан.
Затоа уште еднаш апелираме до сите пратеници да се одлажат и да ја сватат ситуацијата во која што се наоѓа македонскиот работник и не само овој амандман, и амандманот од 2806 динари за покачување во јавниот сектор да бидат усвоени, да покажат дека се вистински пријатели на работниците. Во спротивно кажавме, сите оние кои што ќе го одбијат овој амандман, ќе ги сметаме за непријатели на работниците.